Повод за денешната пресконференција е вчерашното писмо на премиерот Никола Груевски, со кое тој ја прекина иницијативата за било какви уставни измени. Можеме слободно да заклучиме дека иницијативата на Груевски за уставни измени беше обичен негов блеф. Значи, човекот кој другите ги обвинува е всушност најголемиот блефер. Се потврди предупредувањето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дека иницијативата на Груевски и ВМРО ДПМН воопшто не е искрена и служи само за замајување на јавноста. Груевски ниту имал, ниту пак има вистинска намера да го тргне Михајло Маневски од Судскиот совет. Тој одлучи Маневски и понатаму во негово име и за негова сметка брутално да го партизира судството. За неискреноста на Груевски, за независноста на судството, говори и фактот што додека заседаваше работната група за уставни измени, ВМРО ДПМН за член на Судскиот совет избра уште еден партиски војник и послушник Бранко Ушковски. Груевски со писмото направи уште една работа. Тој, плашејки се од откривање на неговата улога во приватизацијата, ја затвори можноста за целосно расчистување на сите контроверзи пред надлежните органи. Од тука, Груевски и ВМРО ДПМН веќе немаат никаков политички, ниту морален кредибилитет да говорат и да обвинуваат за приватизацијата, бидејќи направија се само за уставниот амандман на СДСМ да не помине. Конечно, Груевски должи одговор на јавноста зошто оневозможи двата амандмани за тргањето на Маневски од Судскиот совет и за приватизацијата, за кои постоеше согласност на сите политички партии, да продолжи постапката на консултации и конечно усвојување во Собранието на Република Македонија. Очигледно, Груевски на лидерските средби гледа само како можност за замајување на јавноста од вистинските проблеми и ги користи единствено за дневно-политички потреби. Сакаме да подсетиме дека сите предземени обврски и покренати иницијативи на Груевски и ВМРО ДПМН на последните 3 лидерски средби, заради неговата однапред испланирана одлука, завршија со неуспех. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не може да се согласи да биде дел од валканата политичка игра на премиерот Груевски. Од тие причини, сериозно ќе го преиспитаме нашето понатамошно учество на евентуалните лидерски средби. Благодарам и ве поканувам на прашање доколку имате. Она што можам да го кажам е дека Социјалдемократскиот сојуз сериозно ќе го преиспита своето учество на сите лидерски средби, бидејќи очигледно е дека станува збор само за политичка игра во која по однапред смислено сценарио треба да се има алиби за собствените однапред смислени одлуки. На што конкретно мислите? На нивното? Да. За Бадентер? Она што можам да ви го кажам е дека за нас е сосема неприфатливо примената на принципот на Бадентер во Уставниот суд, бидејќи Уставниот суд не е политички орган и одлуките кои ги носи треба да ги носи врз база на аргументи, а не врз база на политичка проценка на ситуацијата. Инаку во делот на неприфаќањето на нашиот амандман за приватизацијата и покрај декларативната определба од страна на премиерот, тој вчера писмено ни извести дека се откажува од натамошната постапка. Ние сме спремни, повторувам уште еднаш, да ние го поднесеме тој амандман во собранието и да тој влезе во собраниска процедура.